Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Еве ги насловите за денеска. Одржана конференција за земјотресно инженерство по повод 50 години од Скопскиот земјотрес. Третиот дел од реконструираниот булевар Илинден пуштен во употреба. Зајакнување на системот за безбедноста на крвта преку ИПА проект. Денеска и утре Скрипфест 2013. Телевизија МТМ од 1 јуни согласно рокот за старт на дигитализацијата, својата програма ќе продолжи да емитува дигитално преку дигиталниот терестријален мултиплекс на операторот One. Некодиран пристап до нашата програма ќе имаат сите домаќинства кои во предвидениот рок, доколку досега не следеа на антина, ќе набават сет-топ бокс. Гледачите кои следат нашата програма преку оператори на комуникацијски мрежи како Макс ТВ, Бум и други кабелски оператори, без никакви дополнителни средства и понатаму ќе уживаат со програмската понуда на МТМ. Во новото дигитално телевизиско време, МТМ ви најавува новитети во програмската понуда, со приоритет, како и досега, во локалното и регионалното информирање на граѓаните. Советот за радиодифузија во присуство на Министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски денеска свечено ги додели новите дозволи за дигитална радиодифузна дејност. Со тоа Македонија стана првата земја во регионот која го дигитализира телевизискиот сигнал. На конференцијата која Македонската асоциација за земјотресно инженерство ја организира по повод 50 години од Скопскиот земјотрес, од денеска до 31 мај во Скопје ќе се разменуваат искуства на најновите резултати од истражувања и дизајн иновации во областа на земјотресното инженерство, сеизмичкото проектирање на инженерски проекти, како и за теми во областа на експерименталната техника и тестирање на сеизмички платформи. Под покровителство на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, денеска во Скопје се одржа меѓународната конференција по земјотресно инженерство. Тестирање објекти во природна големина, сеизмичко проектирање на згради, монтирање на зградите или нивно инструментализирање беа дел од темите на денешната меѓународна конференција што се одржа по повод 50 години од катастрофалниот земјотрес во Скопје. На 26 јули 1963 година Скопје доживеа голема катастрофа која однесе 1070 човечки животи и остави без дом преку 100.000 граѓани. Природната катастрофа која го снајде Скопје за момент го запре градот, но истовремено го зајакна духот на солидарност и хуманост. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски упати благодарност до сите земји и градови кои му помогнаа на тогаш урнатото Скопје. Овој трагичен настан исто така ја зголеми и свеста за потребата од планирање и изградба на објекти кои ќе бидат издржливи на вакви природни катастрофи. Воспоставените стандарди за асеизмичка градба, како и големиот број на објекти, каде тие стандарди се имплементирани, се најдобар показател колку градот Скопје сериозно ја свати потребата од ваков пристап на градењето. Голем придонес за воспоставувањето на овие стандарди пред се има Институтот за земјотресно инженерство, кој неодамна стана институт на УНЕСКО во категоријата 2. Единствен таков што работи на полето на земјотресното инженерство, сеизмологија и намалување на ризиците од големи земјотреси. 87 држави, многобројни меѓународни организации и илјадници хумани луѓе се вклучија во обновата на разурнатото Скопје. Председателот Иванов потенцираше дека и денеска на нашиот регион му е потребна солидарност во акција. Денес на нашиот регион му е потребна солидарност во акција. Но овој пат не смееме да чекаме катастрофата да се случи. Мора да действуваме превентивно. Едноставно не можеме да си го дозволиме луксузот на пасивност. Како покровител на оваа значајна меѓународна конференција, уверен сум дека ќе придонесете во изнаоѓањето на неопходните практични и применливи решенија на проблемите поврзани со инженерската сеизмологија и земјотресното инженерство. Во рамките на одбележување на 50 години од земјотресот во Скопје, градот годинава ќе организира повеќе активности со кои ќе се покаже дека Скопје се сеќава на земјотресот. А оваа конференција е дел од таа програма која со својата содржина го потенцира големото значење на современата научна мисла во обновата и изградбата на Скопје.
Некогашната улица Илинден со денешното пуштање во употреба на третиот дел од улицата Љубљанска се преобрази во булевар по целата нејзина должина. Освен за возачите, од реконструкцијата ќе имаат бенефит и инвеститорите, бидејќи добрите сообраќајници се важни за нив. Елизабета Дамјановска. Денеска официјално беше пуштен во употреба третиот дел од реконструираниот и проширен булевар Илинден, кој во изминатиот период се градеше на потекот од бензинската пумпа на Макпетрол до улицата Љубљанска во должина од 1500 метри. Со проширувањето, булеварот Илинден во овој дел доби 4 коловозни ленти, а од двете страни на булеварот се оформени и нови тротоари. Изградбата на новиот коловоз беше искористена и за изградба на атмосферска канализација со нови сливници и шахти. На трасата на булеварот поставено е целосно ново улично осветлување. Во средишниот дел од булеварот изградена е жардинјера со променлива ширина од 2,5 до 5 метри и должина од 2000 метри. Истакна градоначалникот Коца Трајановски, при тоа додавајќи дека од реконструираниот булевар Илинден, освен возачите, бенефит ќе имаат и инвеститорите, бидејќи добрите сообраќајници се важни за нив. Изградбата на овие инфраструктурни проекти се овозможува што поголем број на инвеститори да доаѓаат во градот Скопје. Доколку имаме ние широки, модерни и брзи сообраќајници, во тој случај инвеститорите имаат многу погодна клима и услови да инвестираат и со тоа да ја добиваат, да им се враќаат нивната инвестиција и да добијат што подобри услови за поголема добивка. Се направи и булеварот Манапо, кој што морам да потенцирам, не беше предвиден во првата фаза кога беше предвиден булеварот Илинден. Премиерот на Република Македонија Никола Груевски истакна дека Скопје доживува инфраструктурна преобразба, а за тоа говорат многобројните реконструирани улици, каков што е примерот со некогашната улица Илинден, која денеска е булевар со 4 ленти по целата нејзина должина. Задоволство е да се гледа како градот Скопје од ден на ден во се повеќе и повеќе се развива, се гради, напредува и доживува комплетна инфраструктурна преобразба. Нови и проширени улици, нови булевари, мостови, кружни текови, паркови, осветлување и зеленило, катни гаражи, нови автобуси, нови културно-забавни содржини, зголемена фреквенција на луѓе, многу нови туристи. Сето тоа е одлика на раст и развој на нашата метропола. Вкупната инвестиција за реконструкција и проширување на третиот дел од булеварот Илинден изнесува околу 80 милиони денари. Градот Скопје ги информира сите учесници во сообраќајот дека од 1 јуни годинава ќе стартува со сезонскиот вонреден времен режим на сообраќај за забрана за движење на тешки товарни моторни возила на подрачјето на град Скопје. Забраната ќе важи во временски период од 10 часот наутро до 20 часот и ќе трае се до 1 септември. Ваквиот режим се воведува поради заштита на коловозите од оштетување поради големите усни оптоварувања на тешките товарни моторни возила во услови на високи дневни температури во летните денови. Овој режим на сообраќај не се однесува на тешките товарни возила што превезуваат лесно расипливи стоки, медицински препарати и жива стока. ИПА проектот во здравството за јакнување на системот за безбедност на крвта беше промовиран денеска во ЕУ инфоцентарот. Целта на проектот е обезбедување квалитетна, ефикасна и континуирана здравствена заштита на населението преку обезбедување безбедност на крвта и крвни компоненти, како и преку заштита на населението од заразни болести. Финансиската помош обезбедена од Европската унија преку ИПА проектот е во износ од 1 милион евра. Андријана Димитриевска. Денеска во ЕУ инфоцентарот беше промовиран ИПА проектот во здравството за јакнување на системот за безбедност на крвта. Системот за интегрирана служба во трансфузиологијата представува основен и интегрален дел во здравствениот систем и предуслов за функционирање на многу области на медицината, особено во клиничката употреба на крвта, како и развојот и други области како трансплантацијата. Реформата на системот за трансфузиологија спроведена во изминатите години обезбеди обединување на претходно фрагментираниот систем во една национална установа за трансфузиона медицина, организирана во институт, 3 регионални центри и 18 служби.
Новиот систем овозможува обезбедување доволни количини безбедна крв и крвни компоненти за сите граѓани и пациенти во јавните или приватните здравствени установи. Обезбедената финансиска помош од Европската Унија е во вкупен износ од околу 1 милион евра, што ќе придонесе кон зајакнување на системот преку неговите два сегмента – обука на кадар и набавка на опрема. Министерот за здравство Никола Тодоров се заблагодари за финансиската помош на Европската Унија за натамошното унапредување на овој важен сегмент од здравствената заштита, кој, како што рече, ќе представува значаен чекор за приближување на земјата за членство во Европската Унија. Донесовме, како што посочи тој, стратешка одлука за зајакнување на службите за трансфузија на крв како дел од заложбите да се подобри вкупната ефикасност и ефективност на здравствениот систем. Ние високо ја цениме помошта од Европската Унија со овој проект, бидејќи веруваме дека тоа ќе придонесе за соодветно снабдување со крв и крвни компоненти со споредлив квалитет и безбедност не само на национално, туку и на регионално ниво и ќе го поддржи и подобрувањето на транснационалната достапност на безбедна крв и крвните компоненти во идни случаи од кој било вид, природни непогоди, глобални здравствени закани и така натаму. Очекуваме проектот да придонесе за натамошно зајакнување на капацитетите во однос на обука на персоналот, со цел да бидат во можност да ги вршат потребните обврски активности на најефикасен начин во новата организацијска шема, што ќе придонесе за значително подобрување на квалитетот и безбедноста на крвните продукти во земјата и ефективно функционирање на системот за трансфузија на крв. Додаде дека во рамки на проектот во наредниот период активностите ќе бидат дополнителни со обезбедување унифицирана опрема за службите за трансфузиологија во земјава, што ќе овозможи натамошно надградување на опремата, како и на релевантните процедури и стандарди. Во Домот на културата Кочурацин во Скопје денеска и утре ќе се одржи меѓународниот фестивал на филмски сценарија Скриптфест 2013. Фестивалот се одржува по втор пат годинава, а ќе бидат прикажани неколку краткометражни и документарни филма и ќе бидат доделени награди за развој на филмската култура во Македонија. Томислав Атанасовски. Денеска и утре во Домот на културата Кочурацин во Скопје се одржува меѓународниот фестивал на филмски сценарија Скриптфест 2013 и тоа по втор пат, а организаторите се надеваат дека ќе стане традиционален. Фестивалот за отворен го прогласи професорот Стефан Сидовски, поранешен професор во гимназијата Радо Јовчевски Корчагин, а сега е професор на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА Скопје, Парис, Њујорк. Во рамките на фестивалот ќе бидат врачени наградите на годинешните добитници Скрипт Феникс на Мими Ѓорѓевска Илиевска, директор на НУ Кинотека на Македонија Скопје, за развој на филмската култура, Скрипт Презент на Гена Теодосиевска од Македонската телевизија за долгогодишен придонес во филмската уметност и авторот Горан Тренчовски, директор на Астерфест за неговиот ангажман и придонес на планот на филмот. Омаш за филмскиот опус на сценаристот Љубе Цветановски одржа Мишо Нетков, а за сценариото меѓу филмската индустрија, бизнесот и креативниот чин говореше Христо Петрески. Скриптфест е фестивал на сценариото и сценаристите. Ова, според мене, единствена од овој вид и оригинална манифестација во Република Македонија, веќе ги надминува нашите републички граници и веќе за неа има заинтересираност дури и во Австралија и во останатите земји каде што има наши иселеници. Тоа нас не радува, а уште повеќе не радува што и минатата година и оваа година имаме веќе тесна соработка воспоставено и со соседните држави. Така не случајно годинава специјалното признание му го доделивме на Гордан Михич од Белград, соседна Република Србија, едно многу познато сценаристичко име. Она што треба да се каже за овој фестивал е тоа дека ние ставаме посебен акцент врз сценариото, затоа што сметаме дека сценариото е главниот, основниот, базичниот белег на филмот, од кој што и се почнува. Ние ќе се обидеме преку работилници да ги едуцираме најмладите, значи учениците од основните и средните училишта, бидејќи сметаме дека на тој начин веќе во наредните години ќе имаме што повеќе реализирани снимени филмови. Прв пат во Македонија, во македонската кинематографија, да имаме фестивал на филмското сценарио и се надевам дека со години, може децени, ако ни стане традиција, ќе ги поттикне сите млади кои што се запишуваат на академиите
студираат за филм, да преку овој фестивал на некој начин и се информираат, и едуцираат и воедно да се замислат над вештината на пишувањето на сценарио. Се надеваме дека овој фестивал ќе направи еден придонес за во иднина да имаме ние во Македонија нашата кинематографија добри сценаристи, а со тоа и добри филмови. Овие 2 дена исто така ќе бидат прикажани 2 краткометражни и документарни филма за општините Карпош и Битола од режисерот и снимател Кузнам Клековски од Скопје, а ќе биде организирана и промоција на филмски изданија од Нишкиот културен центар и издавачките куки Феникс и Маска од Скопје. Градските власти преку јавен оглас бараат 3 нови концесионери за тезгите за книгите на плоштад Македонија и кеот на Вардар. Тезгите се даваат на користење за период од 6 месеци со можност за негово продолжување. Ке може да се користат единствено за изложување и продажба на книги и други печатени публикации. Идните собственици ке мора да се согласат да плаќаат месечен надомест за покривање на трошоците и уредување и одржување на јавната површина во висина од 500 и 1000 денари, во зависност каде сакаат да продаваат книги. Објавите се однесуваат за 3 тезги, една на плоштад и 2 на кеј. Пријавата треба да се достави до секторот за локален економски развој во град Скопје. Кој ќе ги добие 3 тезги ќе се знае во рок од 15 дена од поднесувањето на пријавите. И што следува понатаму во вестите. Спорт. Шампионот на Македонија во кошарка МЗ Скопје ќе достави барање до УЛЕП за вајлд карта за влез во кошаркарскиот Еврокуп следната сезона. Шампионот на Македонија во кошарка МЗ Скопје ќе достави барање до УЛЕП за вајлд карта за влез во кошаркарскиот Еврокуп следната сезона. Повеќе спортски вести гледате веднаш по рекламите.